По секојдневието не тера да ги согледаме одредени разлики кои се однесуваат на женскиот и машкиот фудбал, а во поглед на трибините кои се доста попразни на женските фудбалски надпревари или во медиумската застапеност која е доста помала за женски фудбал, го гледаме основниот стереотип. Исто така во поглед на фудбалерките, односно девојчињата кои се одлучуваат да играат фудбал, можем да кажем дека те имаат многу помала поддршка од своите фамилии и семејства, дека се уште родителите го гледаат како машки спорт и многу потешко се одлучуваат да им дозволат на девојчињата да играат фудбал. Ние целиме кон тоа да бидеме недискриминаторско општество, што значи дека треба да им приуштиме еднакви шанси и можности и на девојчиња, и на момчиња, и на мажи, и на жени. Доколку гледате дека спортот генерално е резервиран за машката популација, вие како жена можеби се чувствувате немате доволно самодоверба за ова да го промените и автоматски нема да практикувате спорт. А знаеме дека спортот е добар од многу причини, првенствено здравствена, за подобро здравје, меѓутоа и за сите оние социјални и општествени бенефити кои што ние стремиме да ги исполниме. Од секогаш постоело тоа некое насилство психичко, првенствено мислам на секое поле и во средината во која што, почнувајќи од средината, околината во која што некој девојче игра фудбал, па во наспроти спортисти кои што кажуваат дека нели фудбалот е само игра за машки, не и женски, поради тоа што нема масовност на девојчиња, не може да се потврди оној вистински момент кој што значи тоа, дека доколку девојчињата се во поголем број, можат да играат заедно со машки до 10 години затоа што се еднакви по хормони. После 10-та година машките играат со машки, женските со женски во погорните лиги. Сметам дека ние како традиционално општество полека почнуваме да ги надминуваме овие стереотипи, затоа што сепак се менуваат генерации, имаме зголемен број на девојки кои се бават со фудбал. Во последните 4 години имаме значителен пораст на женски фудбалерки, како и на фудбалски клубови. Ако споредиме со анализа од пред 5 години, може да видиме дека имаме изголемен број на фудбалски клубови. Веќе имаме и 2 развојни лиги и прва лига со 16 клубови кои исто така ќе претрпи измени. Најпрво можем да кажем дека реакцијата кога ќе кажеш дека играш фудбал кај поголемиот дел од населението е зошто баш фудбал, има многу подобри спортови за женски, така да сметам дека ние што играме фудбал сме доста поборбени. Се бориме не само против нашата конкуренција, туку и против народот кој е околу нас. Така да сметам дека е навистина тешко да се биде девојка, но со тек на време мислам дека родовата еднаквост доаѓа малку до израз и дека во минатото и сега постои разлика во поглед на женскиот фудбал. Работиме и со девојчиња, вршиме кампови 4 пати годишно за девојчиња до 15 години, каде што со психолози и со педагози вршиме предавање и начин како тие да се справат со секојдневните потреби, затоа што генерално е дека девојчињата се бават со фудбал до 15 години. Потоа следи еден период каде што ние истите тие девојчиња ги губиме. И ние тоа го лоциравме во анализата каде што мораме да се насочиме понатаму како тоа за да ги задржиме. Знам дека влијае самата економска ситуација во државата каде што не дава можност професионално бавење со фудбал кај жените, но верувам дека со максимална имплементација на клубскиот лиценцен систем во прва лига, каде што ќе се даде зголемен број на професионални фудбалери кои ќе бидат со стабилна плата и со платени придонеси и осигурувања, да можат истите да живеат од самиот фудбал како што и ке мажите. Спортот јас го гледам како платформа да ги зајакнеме девојчињата и жените, меѓутоа истовремено да ги едуцираме и момчињата и машката популација дека мора да го направиме спортот да биде еднаков и пристапен за сите, без разлика на пол, без разлика на возраст, без разлика од која средина потекнуваат